Значи Советот 4 години веќе правиме сега уште малце. Првата година си одеше како што очекувавме, како што е во парламентот. Значи се кара СДСМ и ВМРО, овие биле лопови, овие се секи правеле и така натаму и мене ми одговараше таа ситуација, бев некој медиатор, имав што да дискутирам. Да, негде во јули 22 година почна таа поделба и да понатаму градоначалничката се расправаше со ВМРО. Ние останаме надвор. И дојме во ситуација да проектите на ВМРО ги гласаме ние. За автобуси, јас сум гласал 28 пати. Че они гласаа против своите проекти. Јас бев еднаш кај Данела после тоа, ги кажа тие работи дека се заканувал премиерот со убиство, со фамилија, дури ипотека и солзи и така натаму. Значи тука се веќе суетите. Она не попушти. Меѓутоа после тоа што се случи во Советот и ова бойкотирање, и ова што се случи во Скопје, разумен народ, рационален граѓанин кој си го сака градот, најмалку 20 години нема да го гласа ВМРО. Нема да го гласа, а не они се главен фаворит. По што се главен фаворит? По кој проект, по што? 4 години, мислам, мене ме е срам што бев советник таму, иако јас гледав да смирам работата, да трне нешто.